Вредноста на гасификацијата во Струмица од непроценлива вредност, одличен пример за цела Македонија и верувам дека придобивките од овој систем ќе ги чувствуваат многу идни генерации кои што ќе го ползуваат природниот газ. Јас сум среќен што еве денеска имаме прв тим во посета на општина Струмица за да ги разработи сите детали околу гасификација на една општина, на еден град. Навистина денот кој што денеска го посветивме овде со тимот од Прилеп, заедно со Хари Локвенец, овозможи да неколку луѓе бидат запознаени со мал милион детали кои што самата гасификација ги носи и знам дека како стручни луѓе веќе се подготвени да навлезат во реализација на една ваква проблематика. Прилеп е еден од поголемите градови во Република Македонија, еден од поголемите општини во државата. Јас ќе бидам среќен што ова прво искуство во иднина ќе биде имплементирано и во Прилеп, како наш македонски град кој што навистина заслужува силен економски развој пред се, но и заштеда огромна кај стопанството, кај граѓаните, како и одлична импулсивна каписла за зголемена потрошувачка моќ на стопанството и на граѓаните од оваа заштеда која што ја добиваат. Придобивките навистина се огромни. Јас не би должел за сите придобивки, само ќе кажам, цела Европа, цел свет е на природен газ. Колку порано се гасифицира Македонија, секоја наша општина, навистина придобивките ќе ги чувствуваат граѓаните, а предности ќе има целото наше македонско општество. Ни причинува огромно задоволство што сме денес во Струмица, што ни покажаа гостопримство градоначалникот на Струмица господинот Зоран Заев и неговиот тим, поврзан со знаењето и искуствата за гасификацијата на Струмица, едно искуство кое ќе биде премногу корисно во наредниот период околу гасификацијата на општина Прилеп после победата на тимот на Социјалдемократскиот сојуз на локалните избори. На овој начин, всушност, ние ја покажуваме и нашата сериозност и пристап кон гасификацијата и кон сите оние придобивки која истата ги носи не само за стопанството, туку и за граѓаните на општина Прилеп. Посебно ми е драго што во денешната посета ние добивме информацијата дека во Струмица целата гасификација од првиот момент на проектирање до последниот момент на пуштање во употреба всушност се користени македонски производи, всушност е користено македонско знаење кое е имплементирано во гасификацијата на општина Струмица. Сето тоа само го потврдува капацитетот на Струмица и на Република Македонија за изведба на огромни проекти кои се во интерес на оваа држава. Тоа не подразбира само економски развој на Струмица и на Македонија. Тоа подразбира и ангажман на огромен број работници, отворање на нови работни места и всушност целосна вклученост на општината и државата во големите крупни проекти кои можат да се реализираат во истата. Во исто време, се надевам дека ќе престанат забуните кои во јавноста ги шират одредени експерти дека во Прилеп гасификација е невозможна. Ве уверувам дека гасификацијата е возможна во Прилеп, а патем не сакам да тврдам дали намерно, тенденциозно или пак едноставно така говорат само од незнаење. Приоритет на овој тим на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде локалниот економски развој. Врвен приоритет, приоритет над сите приоритети, ќе биде отворањето на нови работни места, толку многу потребни за граѓаните на општина Прилеп. Многу важно за гасификацијата е всушност и тоа што станува збор за еколошки енергенс. Изминатите денови свесни сме за катастрофите кои се случија во одредени општини во Република Македонија, дали со огромните ветрови, дали со поплавите или со дождовите. Нешто кое е резултат на неодговорниот однос кон природата и безмилосното искористување и сечење на дрвата. На овој начин, всушност, со користење на еколошки енергенс, ние ќе ја покажеме нашата одговорност не само спрема сопствените деца, туку и спрема идните поколенија, државјани, жители на Република Македонија. Кога веќе зборуваме за приоритети, еден од исто така важните е зголемувањето на конкурентската предност на веќе постоечките компании во Прилеп, меѓутоа и на сите оние кои размислуваат и планираат некаде да инвестираат и да отворат своји фабрики. Со обезбедувањето на ефтин енергенс,
ние ќе ја зголемиме нивната компетитивна предност како на домашниот пазар, меѓутоа и на европскиот и светските пазари кои се премногу важни за развојот на стопанството и економијата, како во Прилеп, така и во Република Македонија. Драго ми е што како резултат на денешните разговори со господинот Заев, дојдовме и до некои бројки. Всушност, заштедата на сите јавни институции, како локални, така државни, на годишно ниво, со замена на нафтата со природен газ, би биле на ниво на 1 милион евра. Целосна замена на нафтата во индустриските капацитети во Прилеп би била на ниво на 20 милиони евра. А кога зборуваме за домаќинствата, целосната искористеност на природниот газ и замена за сите оние потреби каде се користи електричната енергија, би биле околу 30 милиони евра. И сами забележувате дека зборувам бројки во десетици милиони евра, кои се реалност, како заштеда која би се случила во наредниот период. И одовде едноставно можам да заклучам дека станува збор за огромни заштеди на средства кои можат да се инвестираат понатаму, како во создавање на подобра бизнис клима во градот, инвестиции во инфраструктура и отворање, дефинитивната важност е можноста за отворање на нови работни места, која претходно спомнав е врвен приоритет на следната екипа која ќе ја води општина Прилеп.